Жените од Сдруженијето Природба од Прилеп традиционално како и секоја година на Велики четврток ги вапсаа јајцата за големиот христијански празник Великден. Според обичајот, домаќинките прво вапсуваат 3 јајца, уште пред изгрејсонце. Првото вапсано јајце го викале Божијарче, бидејќи било за Господ, заедно со другите 2 јајца. Потоа се ставале на прозор на црвена подлога да ги огрее првиот сончев зрак. Другите 2 јајца биле посветени за бериќетот на нивите, а третото за имотот. Прилеп има на вистина посебни обичаи кога доаѓаат овие предвеликденски денови. Луѓето нив ги одбележуваат на доста уникатен начин. Божијарчето се вапцува рано на Сабајле во четврток и се клава на изгрејсонце. Стои таму че постои и после се клава кај иконата. Божијарчето се чува цела година, до година. Кој ќе стана децата, му правиме црвено-бело и плюс ги капиме дента со едно јајце. Како се прави тоа црвено-бело? Црвено-бело на обравчината. Мајката му го капи, го вади од вода и му поминува црвено-бело со црвено и бело дебело на љуба од баба. Откако ќе ги направиле адетите дома, се одело во црква. Членките на Сдруженијето Природба велат дека со овие празнувања се зачувувала нашата убава традиција и религија. Откако ќе ги вапсаме јајцата, досредуваме дома она што го имаме, односно јајцата ги прибираме и се останато што сме спремале за Великден. Потоа одиме во црква на вечерна литургија и се останува цела ноќ со пречувување на Исус Христос. Во Прилеп за Великден има уште еден уникатен адет. Целиот ден, откако ќе се вратат прилепчани од црква, шетаат со своите деца од куќа на куќа и го честитаат празникот. Секоја година за Великден на малите деца му се купува нешто ново за да носат за Великден. И секој дете со дедо му со татко му ода по куќите за да се означи Великден, му се дава по едно јајце на децата за да може да се радува и паричка му се дава на децата за да деца да се радува за тој ден што го славиме за Великден. Овие традиции наголемо ги почитувале младите, како оние во Прилеп, така и тие што заминале во странство. Можам да кажам, еве, за младите, претежно черка ми не е тука, е во странство, меѓутоа, уште пред еден месец порача да пратиме боја. Таа утре ке вапса јајца, ке ги однеси на работа и така по голема количина, за да може сите малтежани, па и сите останати кои се таму да се послужат со црвено јајце, да им кажи што всушност представува Великден за нас и пренесување на традицијата на младите. Инаку според православната црква, на Велики четврток за време на тајната вечера, Христос ја воспоставува светата Евхаристија, односно причестувањето. Исто така на Велики четврток тој е предаден од страна на Јуда. Утре пак е Велики петок, кога верниците ги посетуваат црквите за да се поклонат на плаштеницата на која што е насликано положеното тело на Христос.